Неколку медиуми во Србија и во Македонија објавија дека Министерството за надворешни работи на Србија дало финансиска поддршка за најмалку една активност на Сдруженијето на Срби во земјава. Мир, хармонија и стабилност, кој организираше собир за поддршка на српскиот претседател Александар Вучиќ на 23 мај во Куманово. Според јавно достапните податоци, во април оваа година Сдруженијето добило околу 3400 евра. Дирекцијата за соработка со диаспората и србите во регионот доделила 400.000 динари на Сдруженијето Мир, хармонија, стабилност за проектот Православието и духовноста не обединуваат под закрила на молитвата. Српскиот портал Нова економија објави документ во кој Сдруженијето, основано на 36.2022, се наоѓа на листата на организации кои добиле финансиска помош од Министерството за надворешни работи на Србија. Милена Величковиќ, член на организацијската група од Сдруженијето, во кратка изјава тогаш тврдеше дека приходите се собираат исклучиво од чланарини. Од каде се финансиравте како здружение? Како мислите, само финансирање за членовите, значи ние плаќаме чланарина, самите членови. Иако собирот се одржа пред српскиот конзулат во Куманово, на настанот не присуствува почесниот конзул Владимир Стајиќ, ниту заменик премиерот и министер за односи меѓу заедниците Иван Стојлковиќ. Она што предизвика реакции во јавноста беа песните во кои се споменуваше Косово, за кој заменик премиерот Беким Сали изјави дека се носталгични и не соодветствуваат со денешната реалност. Тој нагласи дека тоа не ги нарушува односите меѓу нашата држава и Република Косово. Dihet qartë qëndrimi jonë si qeveri për raportet tona me Kosovën, për krajin që e kemi, bashkëpunimin që e kemi, komunikimet në nivelin më të lartë të mundshëm, më të mirë të mundshëm që e kemi me Kosovën, komunikimi i vazhdueshëm, bashkëpunimi në nivel të duhur, kështu që nuk e shoh të arsyeshme të merremi me një numër të vogël minor prej 100 veta që janë mbledhur në Kumanovo në përkrah të presidentit Vučić. Инаку во саботата во Куманово се собраа стотици припадници на српската заедница од неколку градови во земјава за да изразат поддршка за српскиот претседател Александар Вучиќ на собир организиран од Сдруженијето Мир, хармонија и стабилност. Настанот се одржа истиот ден кога на плоштадот Славија во Белград се одржа и масовен студентски протест од неформалната група Студентите во блокада.